Во што беше таа негова моќ? Многу непреспани ноќи, многу тешки денови ми донесоа само еден одговор. Се колнам, тоа беше неговата човечка добрина. Тогаш ќе треба да раскажем за се. О Боже, како умееше тој на мртвите, на неподвижните предмети да им даде душа, да ги оживи, да ги направи други, вистинити. Проклет да бидам, вистинити. Едно време во домот многумина се посомневаа во неговиот човечки пород, ги исплаши неговиот дух, иако најжестоко се проповедаше против религијата. Некои сепак се посомневаа во него, можеби тој беше плод на нечистиот. Проклет да бидам, плод на нечистиот. Од каде инаку кај него таа шилеста глава, шилести раменици, нели тоа е некој страшен, полноќен заврзок на некоја несреќна девојка со злиот дух. Тој не донесе никаква карактеристика. Не си спомнувам некогаш ниту збор да рече за својата мајка, татко, браќа, сестри. Не, проклет да бидам, тој никогаш не спомна за својот кејтенски род. Каков можеше да биде тој? Едно беше познато, се колнам, секој што ќе посегнеше врз него потоа како да ја губеше моќта. И тоа не беше еден случај. Се што беше невидливо тој го видјаваше, се што беше далеку, недофатливо тој можеше да го има. Се што изгледаше цврсто со допирот на неговите шилести прсти се претвораше во прав. Најпосле, зар тој не беше единствената и вистинска причина за смртта на Аритон Јаковлевски? Зар тој не го урна целиот зид? Зар тој не ја пушти големата вода? Проклет да бидам. Беше обвинет за најстрашни нешта што сигурно никогаш не ги сторил во животот. Тогаш разбирате колку морал да претрга. Најпосле, тој мораше тоа на најнезамислив начин да го плати. Проклет да бидам. Токму така. Да го плати. Зидот. Тогаш уште ништо не знаевме за зидот, за утрата во домот, за будењето, за сонот во ова проклето место. Во почетокот зидот не се забележуваше. Нашите глави се уште беа земени, пијани, полни со оној светол ветар од водата. Треба ли да ви спомнувам за оние занесни, чудесни часови на среќа поменати таа ноќ крај големата вода? Проклет да бидам. Каков убав сон беше големата вода. Секогаш верував во измислици. Зидот беше околу наоколу домот, како смок притаен, огромен. Ќе те гушнели, ќе те завитка со опашот и тогаш ти нема спас. О Боже, тие ужасни, црни изутрини крај тој цит, глуви. Секоја изутрина чиниш изедува по едно дете. Сликата на домското утро остана како нешто најстрашно во мојот живот. Насекаде крај зидот можеа да се видат пред време пробудени деца, уште во матен, тежок сон, гурелави, посинети и во треска. Повеќето од децата беа боси, лошо облечени, кое како пристигнало, за да се ослободат од мразот на раните, студени утра. О Боже, зората како знаела да каса. Долго правеа една глупава физкултура, се едно цупкаа по земја, едно, две, лева, десна, горе, долу, на тој начин колку толку затоплувајќи си ја душата. Проклет да бидам. Душата. Нејзи беше најстудено. Душата беше мраз. Обично беа неми, со чудни, големи очи, болни, со темен пламен, со постојано наведнати главички, нешто изгубено како да бараа по земјата. Обично со часови така стоеја со легната глава како некое младо, тенко цвеќе на кое лошиот ветер му го искршил стебленцето, па се свиснало. Вене. Но може би тоа доаѓаше и од гладот. Особено тоа се забележуваше кај девојченцата. Проклет да бидам. Нашите убави девојки, истрижени, сакати како грди момченца, смалени, стопени во општиот ред. Проклет да бидам. Некој измислил општ ред за убавите девојчиња. Насекаде наоколу се ширеше страв, непознат страв.
Јас и денес треперам кога ќе видам детски домови. Се уште мислам таму е таа глувост, таа неподвижност, таа штама, тој страв што влегол во секое дете, во секој предмет. Таа пустош и сиромаштија, од што не се знае дали завршила војната или се уште трае. Се уште ги гледам децата прекршени како старци. Деца што со мака голтаат воздух, уште потешко го испуштаат. Деца што не трчаат, туку се влечат назад по правта. Деца што одвој во денот ја отвораат устата. Понекогаш тоа траеше со денови, понекогаш тоа траеше со недели, понекогаш таа слика се повторуваше со месеци, и ден и ноќ. Неми деца, проклет да бидам, немо загледани во зидот. Но тука вистински не можеше ништо да се стори. Знаеш, ти си заграден со тој проклет зид. Немаш каде, одделен си од другиот свет. Проклет да бидам, од сите страни си заграден. Зидот тогаш добиваше уште поголеми димензии. Изгледаше толку високо како да беше созидан и против птиците. Некои од децата го мереа со педи до милиметри. Проклет да бидам, до милиметар. Обично пред стројот во слободното време, на некој од децата му паднало на ум со педи да го измеруваат зидот. Сигурно во очи, проклет да бидам, тоа немаше никаква смисла. Ѓаволот како да немаше друга работа, одеднаш сето тоа мерење предизвика најразлични несогласици. Ќе ти се уфрли некој во мерењето, ќе те избуни, ќе мораш од почеток. О Боже, не ти беше толку важно, но мораше некаде лошото да се истори. Обично слабиот, со уште послабиот од него се фаќа в гуша. Проклетство. Работата докрај да биде свршена. Колку тоа да звучи безумно. Мерењето и премерувањето современи стана една од најомилените забави. Потоа се доби таква бркотница од бројки што немаше жив човек да се снајде. Излегоа сосема други димензии. Според едни имаше една висина, според други друга, некои трети па го кажуваат тоа во сонот што мереле. Беше неверојатно, ужасно, се претумба. Сепак, секој сам најубаво си знаеше колку изнесува висината над зидот. Кога дознаа од управата за какви безсмислици го користиме времето, дека тетратката во рацете само за маска ја држиме, веднаш беше забрането шетањето крај зидот, а секој оној што ќе се обидеше повторно да го мери беше најстрого казнуван. Проклет да бидам, најстрого. Зидот најпосле имаше и своја историја. Криеше нешто проклето од минатото. Се колнам, го криеше сето неспокојство на оние што пред тоа биле тука затворени. Че нам тоа возбудуваше со посебна сила. Чудните и неразбирливи знаци оставени од староседелците, како ги нарековме лудите што пред нас биле тука сместени, нив 5-16, сигурно последните, другите се разбегале веднаш по војната, се вратиле во нормалниот живот, проклет да бидам. Тие знаци раѓаа страв во костите. Тие очигледно не се шегувале, секој час заплашуваа да се појават, да поскокаат од зидот, како тука на него да беа втиснати нивните неспокојни, болни души. Секој час мислиш ќе се вратат, проклет да бидам, те гледат. Нивните сеништа беа присутни, живи, но најстрашно беше што многу знаци крееја чиста човечка свест, разум. Проклет да бидам, можеше да се сретне и срце, нежен поглед, да ве удри топлина. Може би сето тоа беше создадено во еден таков светол миг, во тој миг морничаво над зидот го потврдиле своето постоење, својот човечки живот, се овековечиле. Слично на патникот што тргнал на туѓина, тој по патот на 1000 места, на дрва, на камен, на тенеќен патокас, туку гледате го забележува своето име. Како поинаку да се разберат оние големи, гладни очи, паметни очи, полни со сјај. Сини, слични на небото, проклет да бидам, слични на небото. Воопшто, се што беше правено во боја беше сино. Сината боја доминираше над зидот. Господ еден ќе знае како луѓето доаѓале до сината боја, но познато беше дека им дејствувала како многу полезен лек. Оние што имале прилика да ги гледаат на дело, како со часови дење, ноќе се бакрачат со бојата, раскажуваа дека во тие часови лудите се однесувале сосема нормално, човечки.
Нашиот звонар, другарот Анески, еден од некогашните членови на оваа куќа, во своји часови мошне живо си спомнуваше за сето тоа и што беше најчудно, секогаш сам почнуваше да раскажува без некој поголем повод, ќе рече: луди како луди, ненормални, велеше. Дај им малку боја и забораваа на се. Со денови забораваа и за јадење и за спиење. Дај им боја и тие за ништо повеќе не ќе ти додеваат. Стануваа кротки како јагниња. Луди. Имаше часови, подолго наблюдување. Тоа е можеби темница, помрачување, кога сите знаци се слеваа во една општа слика. Тогаш пред нашите очи засумуваше цело едно море. Проклет да бидам. Море. Гледате над зидот бура, бранови што се кренале до небото, раскрилени, изулавени птици, крик, човечки гласови, давеници, пекол. Децата тогаш одреди избезумуваа, гледате како поштукнати бегаат, се кријат како глувци насекаде во домот. Чиниш во домот влегол некој лош ветар, удрил по децата и го прогонува. Проклет да видам. Ништо не можеше да ги вразуми. Преголем беше тој страв, тој чемер. Сепак, тоа беше заблуда и не потреа долго, зидот набргу беше бело варосан и насекаде на неговата површина испишавме црвени пароли. Тие во прво време на ништо не подсеќаа. Беа излишни, големи црвени бубалки. Проклет да бидам, црвени бубалки. Но подоцна сосема се совпаднаа со целокупниот живот во домот. Не се знаеше веќе колку века бевме затворени во домската зграда, што носеше толку ласкаво име – светлост. Но се колнам, тука и човек со најдобар вид за кратко време ќе мораше да се јави на лекар против слепило. Некои се разбира и ослепеа, проклет да бидам, тоа беше слепило. Подоцна се покаже дека тоа бил редок вид на слепило, такво слепило што не можеше да се лекува со носење очила. А најчудно и во почетокот најнесфатливо действуваше фактот што и самата зграда беше претворена во зид. Сите прозорци од каде можеше да се гледа големата вода беа созидани. Се што гледаше кон таму беше созидано. Проклет да бидам, созидано. Раскажува како сето тоа е направено од чисто благородни побуди. Проклет да бидам. Сите луѓе се накитени со благородни побуди. Ќе умреме од слични нешта. Слепи без да се видиме. Проклет да бидам, слепи. Искрено тоа беше цела приказна. Прозорците што беа свртени кон водата биле лоши места, тука навраќале водните духови за да ги будат луѓето. Оттаму се случувале секој ден по некој да скокне. Испитувањата откриле дека сето тоа доаѓа по несвесна постапка, во момент на силна возбуда, подпалена од лажливите гласови на духот. Биле заблудени од водните духови и мислеле дека ќе избегаат. Кутрите си замислувале дека ќе излетаат. Проклет да бидам. Каде ќе излетаат? Тоа беа високи прозорци, речи си до таван. И надежта да се остане жив беше никаква. Немаше таков што потоа станал од земја, тако веќе еднаш летнал од прозорец. А кој не сакаше пак еднаш да летне? Токму така, еднаш да летне. Се едно каде ќе падне, се едно од каква височина ќе се тресне и колку ќе му трае животецот. Не после имаше толку часови кога тоа беше толку се едно, проклет да бидам, толку се едно. Ризикот беше ист и да се летне и да се остане. Зидот беше насекаде наоколу, зидот беше над се во домот. Проклет да бидам, зидот. Само далеку некаде имаше една слободна, една голема вода што не можеше да се загради со никаков зид. Наму го за тоа, рече ќејте новиот син едно утро и почна од срце весело, среќено да се смее. Проклет да бидам. Тогаш прв пат тоа се случи. Ни се јави. Се колнам, не изед зидот не и можеше ништо, таа шумеше, слушавме, доаѓаше, проклет да бидам, доаѓаше и преку зидот.